Стадион. Емисија за вашата вистина. In Memoriam. Емисијата Стадион денеска ќе биде посветена на Горан Гаврилов. Во име на Радио Канал 77, во име на вработените, во чест на Горан. Едноставно ќе кажеме, борбата за слобода на медиумите, борбата за слобода на говорот продолжува безкомпромисно и понатаму. Канал 77 и Стадион беа се и ќе бидат посветени секогаш на вашата вистина. И јас ја прифатив можноста да тогашните формири во Југославија, со закон за јавно информирање, можно да се формира независна медија, само да се регистрира. Не знаев како, не знам што правам, знам дека беше случајна идејата на студентските денови, заедно со мојот најдобар друг Сашо Иванов, каде што се случи во кисела вода во студентски денови на шега, дека со посета на Македонското радио ја викам, ова да се ме зафркават сите и на крај го пишат дека ќе го направи. И го направи. Канал 77 има своја визија, има своји вредности, но има своја мисија. Мисијата се уште не е завршена. Нашата мисија е да Македонија ја претвориме во демократско општество, во европски интеграции и да го смениме нашиот општествен систем во нешто подобро. Нашата мисија се уште продолжува за наредот. И мислам дека ќе влеземе во второто. Вака зборуваше Горан Гаврилов, пионер во современата радиодифузија, основач на првото приватно информативно радио, кој за себе велеше дека прво е новинар, борец за слободата на говорот, а потоа собственик. Стадион. Емисија за вашата вистина. Јас го сакам радиото, го работам ова 30 години и оние што го почитуваат радиото велат за него дека е магија. Магија ветерот, вие мора да го доживувате, да го сакате, ако сакате да го работите. Второ, американците сметаат дека е недемократски медиум кој што е достапен секаде и затоа председателот на државата при годишното обраќање на нацијата се обраќа на радиото, а не на телевизијата. Бидејќи радиото е достапно преку најголем број на приемници, а од друга страна сликата може да ви направи некаква лажна представа, а радиото не може. Кај нас една секунда молк е цела вечност, го знаем правилото. И јас сум управител, но сум и член на Удружение на новинари и го работам ова. Не сум надворешен собственик што имам некакви други бизнеси, па ова ми го води некој. И затоа сметам дека сум различен од другите останати собственици, бидејќи сум директно вклучен во ова работа. И шпицата што ја слушавте пред малку сум јас. Зашо го правам, бидејќи го сакам медиумот. Беше визионер, човек со голема енергија и секогаш на страната на новинарите. Си замина прерано, а ние сите имавме уште толку многу да научиме од него. Загубивме човек кој, како што кажа неговата долгогодишна колешка и другарка, секогаш брзаше да направи што повеќе, да достигне и следно скалило, да отиде понатаму да биде прв, да создаде уште еден нов проект, нов производ, нова точка во овој наш микромедиумски свет. Новинари, пријатели, соработници се простија од Горан Гаврилов. Комеморацијата се одржа во мултимедијалниот центар Канал 77 во Штип, кој додека се уште обстојуваше само како идеја. Некои гледаа со сомневање на што Горан одговараше. Ке видите, ке успеам. Пред 10 години објектот беше пуштен во употреба. За денеска на едно место. Да има радиостаница, портал, конгресна сала, граѓански ресурсен центар и ресторан. За Горан кој вечно ќе го паметиме, на комеморацијата зборуваа неговите колеги по борба, идеи, страст и визија. Немам го случај затоа што кај Горан не ми нешто го случиња. Кај него ја или толкав елаборат со секоја најмала ситница или право се што му е од тука, што му иде и од тука. Остро, кратко, јасно, брич. Знаеше да ми рече: Виолетке, зборовите не се леблебијата така да ги ронеш. Ако е зборот леблебија, тој што сака ќе го настапа и ќе го смачка.
Бисер треба да е. Ако проба некој да го стапне, да се лизне и на теме да падне. Пред да се запознаеме, прашал која е таа новата на медиуми, што е дојдена. Му рекле, Горане, не ја знаеме ни ние, ама поцрна е од тебе. И така, те по црнилото, по бојата, те по идеите, теравме битки. Некој знаевме дека се како Сизифова мака. Тамам си стасал до некаде, дошол каменот прудол. Ноќеска добив пораки од куп луѓе. Белград, Загреб, Будимпешта, од Лондон. И во нив покрај сочувството беше прашањето, ами сега со реформите, со медиумите, како ќе се тера? Оти не дека друг некој не знае. Никој го немаше ентузијазмот и желбата да направи подобро како што ја имаше тој. Никој немаше енергија толкава и храброст и срце толкава како што беше тој. Да, местото ќе биде празно, но од оваа маса знам и можам само да ја кажам онаа на Гане. Оти на последната средба пред 10 дена ме праша, абе, има ли уште некој што ја знае медиумскава индустрија со сите нијанси, колку сме, колку останавме? Затоа е заветната од Гане за него денеска. Горане, колку сме, толку сме и токму сме. И ќе продолжиме. Се она за кое што сакаше, за кое што битисуваше, има овде многу каналци што ќе тераат по тебе. И има многу Гаврилови што ќе одат по тебе. И твоите соништа ќе ги сторат јаве, негде као дозгора, Белкин, ќе можеш да го видиш плодот на твојата работа. Вака зборуваше неговата долгогодишна соработничка, но пред се пријателка и поддржувачка Виолета Глигороска. Горан позади себе остави недовршени проекти, низа идеи и онаа неговата најважна, љубеното радио, да го дополни со телевизија. Со Дејан Георгиевски од Центарот за развој на медиуми често дебатираа. Има спротивставени ставови како треба да изгледаат македонските медиуми и секој од нив се обидуваше да си ги докаже аргументите. И тоа поважно тоа е што беше соговорник, соработник, некој што секогаш стои на располагање за консултации, за разговор, па ако треба и за кавда. Секогаш ќе помнам, јас ќе кажам нешто што не му се допаѓа и тоа неговото прекрасен штипски диалект. Другарче, тоа така не бива. За жал, како што спомна и Виолета, многу битки остана да се бијат уште. Изгубивме пионер не мислам само на 91 година кога го основа радиото, туку и после еден од првите што го свати значењето на новиот дигитален домен, кој што сонуваше и досадуваше наоколу за интегрирани редакции, за мултимедија, сонуваше за цела една империја, за мрежа на локални радиостаници кои под крилото на Канал 77 ќе информираат, ќе забавуваат, ќе едуцираат. Секогаш гледаше на ова радио како на јавен сервис пред се, не како на комерцијален медиум. Ќе ни недостига неговиот елан, неговиот жар да јуриша на ветрениците на нашата помалку или повеќе непостоечка или барем неадекватна медиумска политика, на потребата да се смени нешто, да се смени, ако сакате, дури и тој пусти закон кој што никако не да го смениме, за да може да ги оствари сите своји соништа. Идејата уште во далечната 1991 беше новото радио да биде глас на граѓаните, на слушателите.
и во тоа успеавме заедно под негово водство. На сите оние кои сакаа поитна постапка да се затвори радиото, кога наметнаа високи давачки се обидоа да го обесхрабрат. Горан ја имаше сета храбрости и им се спротистави со нови проекти на регионално, а потоа и на национално ниво. Уште од самиот почеток на радиото заедно со Горан беше Столе Наумов и годинава требаше да прослава 30 години слободно радио. 30 години Канал 77. За Горан можем да зборам со часови, со денови. За неговата посветеност на радиото, на медиумите, на медиумскиот бизнис, на новинарството на крајот на криштото. Он беше медиумски маг. Он беше радиото, радиото беше Горан. Радиото не му беше бизнис, он живееше со радиото. Радиото беше целиот негов живот. И сето ова е негово дело и благодарен сум што возможи медиум по кој што ќе можеме да го правиме тоа што го сакаме, да бидеме креативни, но и да бидеме слободни. Затоа што, веруете ми, ова радио дишеше цело време и ќе дише со слобода. Дишеше со пркост, со провокација, со дрскост, особено кон политичари. И така и ќе продолжи. Не се мешеше Горан никојаш во уредувачка политика, за разлика од другите собственици, или од најголем дел од другите собственици. Секој честни случаи. Не се мешеше дури и кога му правев интервјуа, иако знаеше дека сум непредвидлив. Можем да го прашам нешто што не му се допаѓа. Ама не се луташе. Знаеш да била многу непредвидлив, а и стресен. Како се вика тој термин кој предизвикуваш некој стрес. Да завршам со неговите зборови. Слободата не е дадена еднаш за секојаш. Морате постојано да се борите за неа. Ако не се борите и ако не се изборите, друг ќе ви ја земе и ќе ве покори. Иако е гарантирана со устав, со најразлични конвенции, сето тоа е мртов збор или мртви зборови на хартија. Ако секојдневно не се трудите да го освоите тој простор и да не дозволите некој друг да ви го краде. Па тоа можам да го ветам во моје име и во името на оваа прекрасна екипа во радиото, дека таа слобода нема да дозволиме никој да не ја украде. Последно збогум и сочувство покрај новинарите, пријателите и соработниците, изразија и македонските асоциации, здруженија и синдикатот. Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изрази сочувство до семејството. Во текот на долгогодишното обстојување на радиото во македонскиот медиумски простор, агенцијата остваруваше соработка со неговиот основач, кој што секогаш даваше активен придонес по прашањата кои се однесуваа на медиумската сфера, напиша од агенцијата. Гаврилов ќе остане запаметен како неуморен, посветен и амбициозен борец за остварување на својата визија за подобрување на состојбите во медиумската сфера, учествувајќи во многобројни процеси и иницијативи во оваа област, напиша од Советот за етика во медиумите. На својот Facebook профил сочувство изрази и премиерот Зоран Заев, кој меѓу другото напише и за идните планови кои Гаврилов сакал да ги оствари, а биле насочени кон поддршка на новинарите и медиумските работници. Почитувано семејство Гаврилови. Со длабоко жалење ја прими веста за смртта на Горан Гаврилов, како основач и собственик на Радио Канал 77 и порталот Македонски медија сервис, кои имаат високо место во медиумскиот простор на нашата земја. Горан остави траен печат како храбар менаџер и медиумски визионер.
Со неговата прерана смрт изгубивме искрен и посветен медиумски работник кој со својата храброст и подготвеност се соочува со професионалните медиумски предизвици, предничеше и постави стандарди за медиумскиот бизнис и за новинарството кои ќе останат запаметени како негови дела. Со Горан Гаврилов, како основач и прв човек на Асоцијацијата првиот ни електронски медиуми, јас и владата, заради неговото познавање на оваа област и заради неговиот ентузијазам, имавме блиска соработка и комуникација за напредување на условите за работата на медиумите. Она што лично го знам од моите разговори со него е дека секогаш беше на страната на новинарите. Имаше развиено и сериозен концепт и предлог иницијатива за основање на фонд за медиуми, за продукција на медиумски содржини од јавен интерес, како механизам за поддршка на професионалните ангажмани на медиумските работници. Лично ќе се заложам неговиот сон да стане јаве и ќе дадам поддршка за основање на фонд за продукција на медиумски содржини од јавен интерес, согласно неговата основна идеја и по примерот на неколку европски земји ќе иницирам таквиот фонд да го носи името Горан Гаврилов. Во моје име и во името на владата, примете искрено сочувство за вашата прерана загуба. Нека е вечен споменот за Горан и за неговите достигнувања. Зоран Заев. А еве како Горан го замислуваше тој фонд и медиумската вакцина. Ако тоа видиме сега кој е решението за вакцината, да се надоврзам на тоа, бидејќи дојде живот за сите, нивниот не е престанал, што правиме сега? Значи, мораме да најдеме решение. Ја лично изгубив едно 3-4 години да најдам едно решение во консултации со домашните експерти за фонд за медиуми. Направив еден проект, го понудив на владата, го понудив на одговорните лица, на сите здруженија. Сметам дека имаме поддршка од нашата асоциација АПМ и на сите останати медиумски организации да дојде до таков фонд за медиуми. Но, што е маката на ова, па ќе отвориме расправата што се случува натаму, маката е дека секоја власт е научена на директни договори и да дава субвенција, а не помош за продукција. И така да притисокот на поголемите медиуми, поготово националните телевизии, е да се даде клуч на рака, јас сакам од еден куп, наречем некако фонд, толку процент, независно што ќе работам, затоа што ќе сум овде присутен. Таа формула не бива, бидејќи со последната препорака на Европска унија, ја лично прашав кога да тоа ќе стартува, дека се бара од сите држави кои што се членки или ќе бидат асоциативни членки да направат систем на надпревар. Државата може да помогне само продукција врз основа на надпревар и извршено дело. Така и јас го почитав хрватскиот модел на фондот за плурализам, каде што сите помални медиуми аплицираат, добиваат фондови, но се знае кои се 10 точки на јавен интерес, што се плаќа, кој е мониторингот, на кој начин се прави тоа. И тоа го прави посебно тело кое што е еден вид филтер помеѓу власта и медиумите. И власта нема директно влијание. На секоја власт овој ваков филтер не се допаѓа. Длабоко жалење за ненадејната смрт испратија и од Македонскиот институт за медиуми. Со Горан соработувавме повеќе од 20 години. Беше човек со голема енергија, знаење и ентузијазам. Редовно споделувавме размислувања за состојбите во медиумската сфера и начините како да се решат проблемите. Беше присутен на сите наши конференции и советувања работилници. Жалиме што изгубивме силен глас и голем професионалец во медиумската сфера, велат од институтот. Неговиот придонес за создавањето на македонскиот медиумски плурализам е немерлив. Неговото заминување е ненадомеслива загуба, првенствено за семејството, за целата македонска јавност, но и за севкупниот медиумски простор. Загубивме човек што даде многу во развојот на медиумската култура, но кој можеше да даде уште повеќе и пред кого стоја сериозни и важни проекти. На нас е онака колку што сме во можност да го продолжиме неговото дело, се вели во последното збогум од самостојниот синдикат на новинари. Ние самите моравме да се избориме за слободата на говорот, но таа не е секојаш гарантирано. Таа мора борба да продолжи до крај. Секоја власт тежне да го ограничи слободата на говорот и слободата на мислењето, но ние како медиуми мораме да овозможиме на јавноста тоа да се случи. Канал 77 беше и ќе остане гласот на народот, на оние што го чувствуваат микрофонот како свој. Нашата мисија се уште не е завршена, туку продолжува. Нас ни останува да се бориме медиумскиот простор да стане попристојно место за живење и работење. Во име на оваа мисија,
Горан го поздравивме со аплауз наместо со молчење, зашто како што велеше тој, кај нас во радиото една секунда молк е цела вечност. Магијата во етерот продолжува. In memoriam Горан Гаврилов 1966-2021 година.